Во технолошко-индустријската развојна зона Штип денеска ќе почне изградбата на фабриката на италијанската компанија Кондево. Инвестиција според најавите од над 40 милиони евра со 250 нови работни места. На почетокот на градежните работи е најавено присуство на премиерот Никола Груевски, кој во март годинава ја најави оваа инвестиција во Штип. Италијанската компанија е лидер во производство на топлотни разменувачи за бойлери и добавувач на светски познати производители на бойлери. Компанијата ќе применува најновата технологија во оваа област и ќе финансира во тренинг на своите вработени со цел да се обучат за производство на нивниот нов патент производ на светскиот пазар, најави премиерот Груевски кога ја објави оваа инвестиција. Доказите врз основа на кои окружниот суд во Њујорк постапува по корупцијскиот скандал Телеком покажуваат дека во 2005 година владата на Владо Бучковски и Радмила Шекеринска воопшто не била проблем во амбициите на Македонски телекомуникации и Маѓар Телеком да задржат монополска позиција на пазарот во Македонија. Напротив, според тогашниот директор Сендреј, владата многу лесно ќе биде убедена да усвои закон за зачувување на монополот на неговата компанија. Република веќе објави во еден документ подготвен од страна на директорот на Македонски телекомуникации Атила Сендреј, кој со години се крие од кривичното обвинение во Македонија, тој наведува дека на Радмила Шекеринска дал предлог закон за телекомуникации кој бил изработен според интересите на Македонски телекомуникации. Утре истекува рокот за избор на специјалниот обвинител согласно договорот од Пржино за надминување на политичката криза. Работните групи на политичките партии и белгискиот експерт Питер Ван Хауте работеа за време на викендот. За сега нема информации дали е постигнат договор. Според договорот од Пржино од 15 септември треба да има нов специјален обвинител со целосна автономија кој ќе води истрага за случаите пресушување и пуч. Специјалниот обвинител го именуваат потписниците на договорот. На 718 странски државјани во изминатото деноноќе им се издадени потврди за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил. Такви потврди од 19 јуни досега се издадени на 75.804 странски државјани, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во прифатниот центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил вчера се евидентирани вкупно 6 баратели, сите мажи. Дополнително согласно законот, едно малолетно лице без придружба на старател е згрижено на друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика, соопшти МВР. Австриската влада е поделена околу прашањето за воведување контроли на своите државни граници, откако тоа го стори Германија. Социјалдемократите се залагаат за натамошни контроли според принципот на случаен примерок со цел да се продолжи борбата против криумчарите, додека Народната партија сака детални контроли на границата. Австрискиот вице-канцелар Райнхолд Митерленер порача дека Австрија мора да делува поради неконтролираното доаѓање на бегалци и дека структурите за хуманитарна помош и австриското општество не смеат да бидат загрозени. Потребно е следење на сигналот на Германија. Доколку Германија воведува гранични контроли, тоа мора да го стори и Австрија. Тоа е јасен сигнал за бегалците дека веќе нема неконтролирано минување на границата, смета лидерот на Народната партија. Шенгенските правила за слободно движење во Европската унија со овие мерки ќе бидат ставени надвор од контрола, додаде тој. Австрискиот канцелар Вернер Фајнман, Митерленер и министерката за внатрешни работи Јохана Микл-Лајтнер утре патуваат во Германија, каде ќе се сретнат со германската канцеларка Ангела Меркел за да разговараат за новата мерка на Берлин. А Германија не ја затвора вратата за бегалците, дури и ако воведува гранични контроли, изјави портпаролот на германската канцеларка Ангела Меркел. Воведувањето драстични мерки било нужно за да се воведе ред во процедурата за барање и доделување азил. Привремените гранични контроли не се исто што и затворање на границата. Тоа е целосно поинаку. Бегалците и натаму ќе доаѓаат во Германија, но ние се надеваме дека нивното пристигнување ќе се случува на поуреден начин, посочува кабинетот на Меркел. Тој вели дека ваквите мерки биле неопходни и од безбедносни причини за властите да можат да ја регистрираат секоја личност која што ќе дојде.